Повеќе од една недела студентите од студентскиот дом Никола Карев во Охрид се оставени без струја, учат на свеки, немаат топла вода и не добиваат соодветен оброк. Но за овој проблем, како и прашањето околу студентскиот стандард и како помине изминатава академска година, многу повеќе во продолжение ќе да знаеме од разговорот со мојот денешен соговорник, представник, односно активист од студентската заедница Студентарија и поранешен председател на Факултетското студентско собрание на УКИМ Александар Николовски. Александар, ти благодарам и добре дојде во утринската на Телма. Ке започнеме со она кое што е најактуелно, студентскиот дом Никола Карев во Охрид. Каква е ситуацијата во овој момент и што се случува во овој дом и како живеат студентите? Од тоа што го имаме како пријави добиено од студентите, дека цела седмица студентите во моментот се соочуваат со немање на електрична енергија. Понатаму повеќе од месец дена немаат топла вода и квалитетот на храната во изминатиот период е на доста ниско ниво, односно добиваат воглавно конзервирана храна. Ова не е прв ваков случај со кој што се соочуваат, имавте ваков случај? Имаше и изминатиот период со овој конкретно студентски дом, но и се случува и во другите студентски домови да има недостиг на храна, а и тоа е нормално затоа што нормално е да нема, затоа што домовите немаат доволно средства согласно законот кој што е моментално во функција, но не е секако нормално за нивото на студентски стандард кој што треба да биде во нашата држава. Малку повеќе за реконструкцијата, докаде е целата ситуација, кои домови треба да се реконструираат и уште колку би чекале студентите? До сега беше предизвик тоа што квалитетот на живење во студентски домови беше доста низок, освен во Гоце, каде што тој е дом, каде што единствено тој дом е реновиран, другите домови не беа реновирани со години. Сега се најави реконструкција на 7 студентски дома, во моментот се реконструираат 2, Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов. И моментално ќе е предизвик во другите градови каде што има студентски домови кои што ќе се реконструираат тековно, што ќе се случува со студентите. Министерството треба да изнајде решение за тие студенти. Исто така се најавуваше дека студентските домови Стив Наумов и Кузман дека треба да се отворат за минатата академска година, сега се најавуваат за октомври. Се надеваме дека ќе бидат отворени затоа што годинава се затвора Пелагонија, се затвора Сеник летово, што значи дека над 1200-300 места ќе бидат затворени за студентите, па така посакуваме да бидат отворени и Кузман и Стив, затоа што во Стив минимум 1000 студенти треба да бидат сместени. За другите градови ќе биде предизвик затоа што сите домови ќе се реконструираат одреден период, минимум година и пол-две. Изминатава академска година помина, како студентски активисти ја оценувате оваа академска година и кои беа најчестите проблеми со кои што се соочуваат студентите? Освен незадоволните услови на живење во студентските домови, како генерални поплаки се поплаките за мерката субвенциониран студентски оброк, понатаму некои предизвици кои што се случуваат локално на факултети, исто така нередовноста на јавниот превоз беше голем предизвик во текот на изминатата година. Генерално се тие, но има и предизвици кои што се од поголем аспект во однос на услови на студирање на самите факултети, нереконструираност на факултетски згради и слично. Стипендиите тука дополнително? Во однос на стипендиите, најголемите забелешки беа за кога ќе има исплата, немаше големи забелешки во однос на процедурата за добивање на стипендија, затоа што годинава и претходно со Универзитетското студентско собрание и со Студентарија беше воспоставен некој однос на комуникација со Министерството за образование и наука во однос на стипендиите. Па добро течеше тој дел, но имаше доцнење во однос на исплатата за некои месеци, така да немаше некои поголеми предизвици. Поголемите предизвици беа со домовите и со оброкот. А во однос на пример, минатата година на конкурсот за сместување во студентски домови, исто така големи поплаки беа тоа што се чекаше со сати вселувањето во домовите, затоа што тоа не е дигитализирано. Така да има некои процеси кои што треба да се дигитализираат. Студентарија е најголемата студентска заедница. Најчесто студентите прво се обраќаат кај вас отколку кај институциите.
Колку од една страна тоа е добро, а колку е лошо што спасот го гледаат во вас? Па добро е што има платформа што ги адресира студентските барања и предизвици, затоа што на многу реакции на студентарија институциите реагирале, како да кажам, се крева прашина во јавноста, станува прашањето поблиску до сите и се доаѓа до одредено решение. Не е добро тоа што институциите се до некаде нереспонзивни, значи некогаш е тешко да се воспостави контакт, да се најде лицето кое што е задолжено за конкретен тој проблем, а нереспонзивност на одредени институции, на одредени канцеларии, но преку активен притисок кој што го прави студентарија, се доаѓа до одредено решение, иако се уште имаме големи предизвици во однос на квалитет на студирање и ниво на студентски стандард. За платформата која што однеодамна е во функција, што е целата платформа, што може студентите да пријават и како функционира? Платформата почна со работа некаде средината на мај, се вика Дигитален студентски глас. Тоа е платформа на која што студентите ќе може да и веќе пријавуваат секаков тип на проблем со кој што се соочуваат. На крај на секој месец ние објавуваме кој е најчестиот проблем кој што студентите го пријавиле. Идејата е преку директно пријавување на проблемите кај нас, ние да испратиме апел, реакција до институциите каде што се случува тој проблем. Тоа е идејата. Идејата е да и од повеќе страни да се реагира, затоа што често студентите, плашејќи се за, како да кажам, нивниот статус, оцена или не знам, место во студентски дом, немаат храброст да пријават одреден проблем директно, па ние сме како еден тип на посредник каде што преку влијанието кој што го имаме на социјалните медиуми во јавноста, овозможуваме одреден проблем да биде надминат. За месец мај, јуни, кои беа најчестите проблеми кои што ги пријавуваат? Па како што кажав, проблеми со оброкот, проблеми со студентските домови, во однос на хигиена, во однос на храна. Имаше некои проблеми кои што се на ниво на факултети во однос на барање на купување на задолжителни книги, неповолен однос од страна на професори према студенти и слично. За крај, што е нешто сакаш да го порачаш на студентите? На студентите би им посакал да пријавуваат проблеми на студентарија и на Дигитален студентски глас, а до институциите да ја следат студентарија, да видат што се случува, за да можат да овозможат подобар студентски живот за младите во државата. Но и не само студентски живот, и младенски стандард. Ти благодарам за овој разговор.